Нештата во кои веруваме не движат напред. Тие се нашата сила да изградиме пат и онаму каде што го нема, за да стигнеме до целта. Кога година по година цврсто стоиш на својата визија за подобра иднина, тогаш, кога ќе се свртиш зад себе и ќе погледнеш назад, има од што да бидеш горд. На 29 декември 1944 година, со решение на второто вонредно заседание на АСНОМ, беше основана Стопанска банка и со тоа беа поставени темелите на банкарското работење во нашата земја. Во тој период, по војната, Македонија од аграрна и разорена земја, благодарение на поддршката на Стопанска банка, започна економски да напредува и да добива нов, помодерен лик. Граѓаните и компаниите во Македонија уште тогаш ја препознаа Стопанска банка како свој сигурен партнер. Токму оваа доверба беше темелот врз кој се градеше светот за кој сите сонуваа. На почетокот на 60-тите години тој сон за кратко се урна. Прво поплавата, а веднаш потоа и земјотресот во 1963-та го разорија градот Скопје. Големата несреќа ја разбуди хуманоста во целиот свет и не мобилизираше сите на акција. Стопанска банка веднаш по земјотресот отвори импровизиран шалтер во близина на собранието и продолжи да ги нуди своите производи и услуги тогаш кога тоа беше најпотребно. Донираше 72 бараки за оние кои го изгубија својот дом, а во отворениот фонд за реконструкција на Скопје, Стопанска банка беше еден од главните инвеститори. Градот полека доби нов изглед, а земјата продолжи со својот економски развој во годините кои следуваа. До почетокот на 90-тите години Стопанска банка имаше клучна улога во сите крупни инвестиции. Многу од патиштата, голем број од фабриките, безброј од домовите беа поддржани во својата изградба или реконструкција токму од Стопанска банка. Се изградија повеќе хидроцентрали, како и термоцентралите во Битола, а името на Стопанска банка остана длабоко впишано во нивните темели. Историјата сведочи дека големите инфраструктурни проекти несомнено беа поддржани од Стопанска банка, која остави белег на процесот на модернизација на земјата. Стопанска банка беше ценета банка, рангирана на 5-то место во банкарскиот сектор на некогашна Југославија и направи голем придонес во развојот на земјата. Јас би ви кажала дека имам многу долг работен стаж од 45 години, од кои 37 години се поминати во Стопанска банка. Така да јас сум емотивно поврзана со банката и со овој јубилеј. Во оваа прилика сакам да истакнам дека малку институции во земјава, во овие простори, може да се пофалат со таков јубилеј. И затоа стварно треба да бидеме гордини на обстојувањето на оваа банка. Паралелно со развојот на Македонија се модернизираше и Стопанска банка. Се компјутеризираше и се воведе информативен систем на банката, а воедно се разви и цело портфолио на нови производи и услуги. Се одобрија првите стамбени кредити, а дури 70% од депозитите на населението се наоѓаа во Стопанска банка. Во 1991-та Македонија стана самостојна, суверена и независна држава, а веќе во април 1992 година ја доби својата валута денарот. Монетарната независност носеше нови предизвици за сите нас. Стопанска банка, како една од клучните финансиски институции, беше темел на одржувањето на стабилен банкарски систем, а со тоа и стабилна банкарска валута. Во 2000-тата Стопанска банка стана дел од најголемата банкарска групација во Југоисточна Европа – NBG. Искуството кое го пренесе NBG групацијата уште повеќе ги подигна стандардите во работењето на банката во многу различни аспекти. Стопанска банка е вградена во економскиот и банкарскиот систем на Република Македонија уште од самото конституирање на Македонија како држава. Речиси, нема позначаен објект во Република Македонија во кој што Стопанска банка нема учествувано во финансирањето или во кофинансирање на тие објекти. Та значена одлука се донесе во 1999 година, кога се одлучи Стопанска банка да се продава на странски стратешки
инвеститор. Стопанска банка, благодарејќи на стратешкиот инвеститор и на неговата политика и на менеджментот кој што ја водеше и води банката од 2000 година наваму, таа е високо профитабилна институција, високо капитализирана, најкапитализирана банка во Република Македонија, солвентна и ликвидна банка и придонесува значително за здравоста на банкарскиот систем на Република Македонија. Посебно сакам да нагласам и да ја поздравам практично стратегијата на стратешкиот инвеститор во Стопанска банка NBG групацијата, која што досега во сите години кога Стопанска банка остварувала профит, тој профит не го носи кај себе, туку го реинвестира, ја рекапитализира банката и така дојде Стопанска банка да биде најкапитализирана банка во Република Македонија. Знаењето добиено од една меѓународна банкарска групација како што е NBG, како и нејзината поддршка, значеше воведување нови финансиски и технолошки иновации, производи и услуги. Стопанска банка започна да ги применува највисоките меѓународни стандарди на добро корпоративно работење, ги следеше технолошките трендови и се грижеше да биде што поблиску до потребите на своите клиенти, постојано ширејќи ја својата мрежа на филијали. Задоволството на клиентите од работењето на Стопанска банка придонесе таа да прерасне од првата банка во Македонија во прв избор на македонските граѓани. Драги пријатели, добро вечер. This evening, Stopanska Banka celebrates 70 years from its establishment. As the chairman of its supervisory board, I would like to share with you some thoughts stemming from its recent history. National Bank of Greece acquired majority of the shares of Stopanska Banka 14 years ago. Since then, NBG's contribution was decisive in making Stopanska a sound financial institution playing a key role in the country. Significant investments in capital as well as in the operational infrastructure of Stopanska were conducted by NBG. We, NBG and Stopanska, together as one, faced considerable challenges. By exercising a combination of hard work and solid determination, we managed to successfully overcome all operational obstacles, creating a profitable and trustworthy financial institution that inheres a sophisticated and prudent system of corporate governance. The experience that the NBG Group had acquired from operating in 12 different countries is continuously transferred to our colleagues in Stopanska. As a result, Stopanska is pioneer in launching many innovative financial products and services, positioning the bank one step ahead of our competition in most of the cases. I'm seizing the opportunity to thank all officers and employees of the bank who contributed to those achievements throughout all these years. Today, I may proudly state that Stopanska Banka is a valuable part of our group, which is one of the largest and strongest financial groups in Greece, with a considerable presence in Southeastern Europe, Turkey and Eastern Mediterranean. We are embracing the future with optimism and confidence in light of forthcoming challenges and opportunities that lay ahead. We will continue to seek excellence in all dimensions. Денес, секој нов ден е нов предизвик за нас. Предизвик да се следи ритамот на новото време, да бидеме секогаш тука за нашите клиенти и да им помогнеме да ги остварат сите своји соништа. Стопанска банка денес е незаменлив партнер на бизнис заедницата во остварувањето на плановите и визиите на македонските компании. Поддршката на националната економија и остварувањето на целосниот потенцијал на деловниот сектор представуваат важен дел од нашите стратешки определби. Стопанска банка е еден од поддржувачите, ако не и главен носител
на динамизирањето и на поддршката на таквото динамизирање на македонското стопанство. Се работи за една длабока соработка меѓу двете компании, која што има историски корени уште во времето на градењето и почетното работење на железарницата, а се засили со трансформациите кои што настана после измените политички 92 година, кога MBG од Атина влезе во Стопанска банка. Токму таа, да кажем, историски продлабочена соработка после трансформацијата на двете компании е суштествена заради тоа што MBG влезе во периодот кој што беше многу критичен и многу позитивен, да кажем, во светската економија. Таа, со оглед на својата големина, ги поддржа во тоа време веројатно едни од најголемите инвестициони проекти за модернизација и подигање на Макстил на едно европско ниво по ефикасноста. Стопанска банка е лидер во воведувањето нови финансиски производи и услуги, а со тоа го олеснува секојдневниот живот и ги остварува со ништата на граѓаните на Република Македонија. Ја доближивме банката до сите вас. Стопанска банка сега е достапна 24 часа во денот. Таа е со вас во вашите домови, на вашето работно место и на вашите деловни патувања. Со отворањето на првата iBank филијала, ја представивме иднината на банкарското работење, како и нашата визија да останеме и понатаму најмодерна и најиновативна банка на пазарот. Како нераскинлив дел од македонското општество и од животот на луѓето, грижата за заедницата не е само наша обврска, туку и наша привилегија. Хуманитарната акција "Подари насмевка" е нашата најнова успешна приказна. Ја започнавме затоа што знаевме дека кога сме здружени, заедно со луѓето, не постои цел што не можеме да ја оствариме. Заедно со вас собравме 1 милион насмевки и ја направивме најголемата донација на медицинска опрема во детските здравствени домови низ Македонија. Насмевките на лицата на луѓето се најголемата награда за нашата работа. Затоа што светот е поубав кога ќе се погледне со насмејани очи. Кога знаеш дека имаш некој што е на твоја страна. Стопанска банка. 70 години на ваша страна.